Почитувани, добар ден. Време е да започнеме со црвена линија. А еве со вас денес за што ќе дискутираме. Новинарка казнета затоа што именувала судија. Во Македонија јавен функционер како да е Елиот Нес. Работата на новинарите е да ја кажуваат вистината. Зошто тогаш се казнуваат? Затоа што ја извршуваат својата професионална должност. Со судска пресуда е казната новинарка затоа што во професионално новинарско известување го спомнала името на судија, носител на јавна функција, односно јавен функционер. Да подсетиме, јавен функционер е лице што врши јавна власт во име на државата и затоа мора да трпи поголема одговорност и транспарентност. Јавниот функционер не може да се крие зад приватноста кога одлучува за јавниот интерес. Јавна функција значи јавна одговорност. Во држава која се декларира како демократска, дали со ваква судска пресуда се заплашуваат медиумите? Дали нападот врз новинарите е најтешкиот удар врз едно демократско општество? И дали ова е заштита на личните податоци или елегантен начин да се замолчат новинарите? Кога новинарот се казнува затоа што ја кажал вистината, што е следно? Еве зашто всушност ќе сакаме да ги слушнеме вашите одговори, вашите ставови и мислења. Заштита на лични податоци или замолчување на новинарите? Тоа е темата, прашањето централно околу кое што ќе се води денешната расправа со вас, почитувани гледачи. Ве каниме да учествувате во црвена линија пред се како граѓани, а за учество е потребно да се заврти нашиот добро познат број 02307 005. И ве замолувам, секогаш кога сакате да бидете дел од контактна емисија и вклучување во живо, да имате во предвид секогаш да го намалувате на 0 или подобро да речам целосно тонот на ТВ приемникот. Не заборавајте да не користите, се разбира, интерфон и спикерфон, значи во емисијата се вклучувате и зборувате само преку телефонска слушалка. Сега, она што стандардно црвена линија го има како своја категорија, тоа е анкета која што секогаш се објавува на социјалните медиуми, поточно на Инстаграм. Тоа значи што поскоро, еве и во овој момент, ако не следите на Инстаграм, да го сторите тоа и секако веднаш да кликнете на Инстаграм стори. Паралелно на Инстаграм стори, како на профилите на Телма телевизија и црвена линија, во текот на целиот овој ден е објавена денешната анкета. Еве што ве прашуваме. Може ли да има демократија без слободно новинарство? Две опции за одговор: да, не. Полето кое што го содржи вашиот одговор, почитувани, е полето на кое што треба да кликнете. Црвена линија ги пресметува сите кликања, односно учеството ваше, во проценти, а ќе ги објавиме како на Инстаграм стори на крајот на ова денешно издание, така и во живо. А сега е време да започнеме со црвена линија. Верувам дека многумина од вас се запознаени со овој случај и сакаме едноставно да ве слушаме дали ви се чини дека станува збор за заштита на лични податоци или пак замолчување на новинарите. Како го коментирате ова? Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас, ве слушаме, повелете. И до тебе поздрав. Благодарам многу. Што е темата? Ја не сум моментално телевизор не гледам, не сум надвор, сум нешто не го гледам. Што е темата? Драго ни е што секако не следите со цел да учествувате, па дури и кога не можете визуелно да не видите. Еве секако ќе искористам можноста да ги запознам и останатите не само со темата, туку и со можноста, се разбира, да бидат активни на Facebook, односно да дадат одговори како коментар. Црвена линија денеска зборува на темата, всушност за случајот каде што новинарка е казната затоа што именувала судија. Во Македонија јавен функционер како да е Елиот Нес. Така да со судска пресуда е казната новинарка затоа што во професионално новинарско известување го спомнала името на судијата, носител на јавна функција, односно јавен функционер. Па дали ова заштита на личните податоци според вас или елегантен начин да се замолчат новинарите? Добро, Тина. Хајде. Кој е вашиот одговор? Мојот одговор
Добро, име не треба на никога да се спомнува едно друго. Мене на еден мест Суза ме спомнува едно друго. Но еве кога зборуваме за носител на јавна функција, дали сметате дека треба да има транспарентност? Па не треба име да се спомнува едно друго. Така, не, тоа е вашиот став, добро. А може ли да има демократија без слободно новинарство? Да ги нападам на новинарите ли? Не. Не, тоа е вашиот одговор. Добро. Не треба да се нападам, треба ви ме ја ве слушам вас, ви мене ме слушате. Не треба што се изнесе у еве ги овие што оно не штрајкува едно друго заплату да се покачи. Па ви мора да пренесете. Ми откуде ќе знаеме у 4 зидот. Дека ќе знаеме отина. У 4 зидот. Ви ако не сте ми нема да слушам они телевизорни ништа. Ајде, пријатно. Благодарам многу. Еве со вас имаме честа да го започнеме ова издание на Црвена линија и навистина ова е комплимент за нас што каде и да сте секако не отстапувате од тоа да учествувате во Црвена линија, дури и понекогаш кога не сте пред ТВ екраните, но еве ова нека биде показател, ништо да не ве сопре, секако да го споделите вашиот одговор, став, коментар, особено за секоја една тема за која што Црвена линија, ќе потсетам, зборува исклучиво со граѓаните. Ова е емисија и простор само за граѓаните. Па еве да ве слушнеме понатаму, ќе потсетиме еве за оние кои што можеби малку подосна се вклучија, ако е потребно ќе повториме еве и трет пат. Ќе потсетиме инспирација за темата е случајот каде што новинарка е казната затоа што именувала судија. Во Македонија јавен функционер е како да е Елиот Нес. Со судска пресуда е казната новинарката затоа што во професионално новинарско известување го спомнала името на судијата носител на јавна функција, односно јавен функционер. Па да ја подсетиме по дефиниција и што значи јавен функционер. Тоа е лице што врши јавна власт во име на државата и затоа што мора да трпи и поголема одговорност и транспарентност. Јавниот функционер не може да се крие зад приватноста кога одлучува за јавниот интерес. Јавна функција значи јавна одговорност. Во држава која се декларира како демократска, дали со оваква судска пресуда се заплашуваат медиумите? Дали ви се чини дека ова е случај на заштита на лични податоци или замолчување на новинарите? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, ве слушаме, повелете. Повелете, значи дур ве слушав, све кажавте, све што сакав да кажам, ја више не знам што да кажам и не знам што слушам веќе. Не изненадувате, па повторете, секако имате став, верувам, еве. Па све што кажавте се сложувам, све што сакав да кажам, вие го кажавте, дур ве чекав на линија. Значи вака, пак ќе повторам едно нешто. Значи новинар е новинар. Јавна функција е јавна функција. Не ве слушам јас ништо. Ние одлично ве слушаме, продолжете. Добро, вие ме слушате, јас ништо не слушам. Добро, слушам водителката нешто зборува. Новинар мора да каже тоа што треба да го каже. И никој не смее за било што да го обвинува него. Повторно не ве слушам ништо, слушам зборувате, ама немаме не зборувам ништо, молчам и ве слушам вас во вашите 90 секунди, продолжете. Значи мора новинарот да каже тоа што дознал, што го знае, за било кого. И никој не смее да биде значи, никој не сме да биде невин. Никој не сме да биде не невин, него ослободен од било што. Не сме новинар. Така, благодарам многу. Еве, најверојатно гледачот успеа да не слушне,
а верувам и ова што ќе го кажам ќе биде секако благодарност која што ќе допре до него со оглед на тоа што зема активно учество во Црвена линија. Ако не следи, нека продолжи да ја следи понатаму од Црвена линија. Ајде уште еднаш да ве пренесам на Facebook, очекувам, а веќе имаме и активност во однос на учеството, коментари кои што пристигнуваат на нашата Facebook адреса. Еве како изгледа денешната објава на Црвена линија за темата за која што и во живо зборуваме со вас, почитувани. Прашањето е заштита на лични податоци или замолчување на новинарите? Па ајде да ве слушаме кој ќе биде вашиот одговор во продолжение. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Па видете, ако е јавна личност избрана од народот, од јавноста, тоа зошто да биде заштитена? Значи позната е. Нема зошто заштита. И мене ми се чини дека новинарката беше во право. Тоа што ја кажа личноста, судија беше во прашање, ми се чини, ја кажа со полно име и презиме. Значи, откри идентитетот на судијата. Меѓутоа, знаете како е, на власта не му се допаѓа таа работа и на овие посилните што се. Жив пример е Никола Младенов, кој што многу што кажуваше доста, што ги откриваше таквите луѓе, пак на крајот заврши кај што заврши. Власта го, тогашната власт го намести и човекот го снема. Така да ова новинарката исто така би требало да биде заштитена од сега натаму, бидејќи има некои што сакат да се светат, да се осветат. Јас ми се чини дека таа е во право, затоа што каже една работа која што, например, јавноста треба да знае. Благодарам многу за одговорите и учеството во Црвена линија. Напомена особено за оние кои што ќе дебитирате, односно ќе се вклучите за прв пат во ова издание. Имајте на ум правилото во однос на време траењето на едно вклучување е 90 секунди. Така да на 90-та секунда автоматски се прекинува линијата. Но тоа нека не ве загрижува со оглед на тоа што додека трае Црвена линија, секогаш сте добре дојдени и повеќе пати да бидете вклучени во истата. Добар ден. Дали се слушаме? Секако предно... Добар ден. Дали ме слушате? Да, ве слушам. Добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте во Црвена линија. Кои се вашите одговори? Следното ќе ви го кажам. Јас ве поздравувам од Битола и сум ваш стален гледач. Така, благодарам многу. Секогаш ве гледам со големо задоволство и ве следам. И само би кажала неколку збора. На новинарите треба да му се даде одврзани раце и да кажуваат се што се случува во земјата. Ова Македонија става само да плачиш секој ден. Јас не знам зошто е олку тешко во Македонија да се живее. Што се случува со нас? Ве молам власта дека му дозволи на новинарите да му дај одврзани раце да зборуваат се. Да зборуваат, да кажуваат сета ситуација да ја изнесат, а не да се крие и да се ќути. Многу ве поздравувам и фала ви што ме сослушавте, многу ве поздравувам. Многу ве поздравуваме и секако многу ви се заблагодаруваме што редовно не следите, но и редовно учествувате во Црвена линија. Ке подсетам секако да имате на ум да бидете активни, бидејќи еве можеби некои од нас успеавте некако да не фатите малку подосна. Во текот на целиот ден е објавена нашата анкета. Прашањето е следно. Ке ве пренесам на Инстаграм, значи ако сакате да учествувате во секоја една анкета, како и во оваа денешната, ве молам да следите на Инстаграм. Ке не биде чест и секако задоволство да ве имаме во голем број, бидејќи на ваков начин граѓаните всушност го откриваат својот став. Може ли да има демократија без слободно новинарство? Тоа е оно што анкетно ве прашува денес Црвена линија.
две опции за одговор да, не, кликајте, се уште траеме, а подсетувам во проценти се пресметуваат резултатите и се објавуваат кон крај на секој едно издание на Црвена линија, па така и денес ќе бидат објавени конкретно ова. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Па нема демократија без слободно новинарство. Па и не само новинарство, и без слободно изразување на граѓаните. И се, што ако е кажано името на судијата? Па со такво име и презиме знаете колку има во државава? Например, во моево семејство, фамилија пошироко, ние сме 6 деца, сите имаме, еве, на јавни функции на телевизија, и име и презиме, и моето, и на браќа ми, и на сестри ми, и на внуците дори, имињата се спомнуваат. И не значи дека тие се тие, не значи дека го кажала името и презимето, сите лични податоци ги открила. И затоа најмалце не треба да биде казната, долго повеќе што мора ние да знаеме зошто сте вие новинари. Мора да знаеме што се случува. Значи, ако вас ве заќутуваат, што значи за нас, обичните граѓани? Значи, ова е чисто замолчување на новинарите, а и на јавноста, воопшто во државата. Секако не треба да се оди до крајност, меѓутоа основните податоци мора да се кажат. Зошто велиме транспарентност? Значи, она докаде што може да се оди, јавноста треба да биде известена и затоа не треба да биде воопшто казната. А доколку повеќе ако новинарката ја кажува вистината, па таа е свесна, ако не кажува вистина, затоа ќе добие казна секако. Сигурно има точни информации, затоа го кажала името и презимето. Не кажала ништо повеќе. Благодарам многу за се она што кажавте во Црвена линија и што земавте активно учество во ова издание. Продолжете да не гледате. А кога зборуваме за новинарството и секако доколку сакате да бидете ефективно, брзо и квалитетно информирани, токму еве новинарите на Телма телевизија и се она што работат со цел да информираат јавноста, можете да прочитате на telma.com.mk. Таа причина секако ве подсетувам, редовно кликајте на нашиот сајт, а што се однесува до она за што говориме денес, задржете се на насловот кој што е од 31.1. Насловот вели новинарката Лиридона Весели, ова не е заштита на правдата, туку директен удар врз слободата на медиумите. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски најостро ја осуди пресудата со која новинарката Лиридона Весели е казната поради спомнување на името на судија во новинарско известување, оценувајќи дека станува збор за недозволиво ограничување на слободата на говор и напад врз новинарската фела. Инаку истакнато дека претходно обвинителството ја гонело новинарката, а гостиварскиот судија осудил на парична казна од 700 евра за кривично дело злоупотреба на лични податоци. Пресудата е донесена затоа што во новинарско известување било спомнето, ке подсетиме, името на судијата Назиф Илјази од Основниот суд во Тетово. Почитувани, денес во Црвена линија ве прашуваме заштита на лични податоци според вас или замолчување на новинарите. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Во Црвена линија сте, повелете. Јас кратко и јасно би ви објаснила. Јас се сложувам и со едното и со другото. Сакаат да ги заќутат новинарите, а да бидат заштитени судиите. Епа не може, народот ги избира. Народот им дава право. И мора да биде све изјаснено. А они како што планираат да ги заќутат новинарите, нека го затвора школото за новинари тогаш. Нека нема школство, нека нема новинари. Нека бидат само они суди и владетели и нема потреба од новинари. А нас ни треба новинари. А ако не са новинарите, кој ќе не извести нас, народот? Тајно они што работат, нема кој друг да не извести осем новинарите. А јас, лично, моje мислење, сакаат и вас да ве заќутат, новинарите, а и да го скријат судијата. Нема и едно и друго од данашницата. Нека не покушуваат да се игра со децата. Вас тоа ви е работа, тоа заработувате. И секоја влада нека превземе мерка
за да биде на ваша страна, на новинарите и на јавните куќи. Вие сте тие кои треба народот да го известите. Благодарам многу што не следите и секако што земавте учество во Црвена линија. До сега почитуване и можевте да слушнете повеќе вклучување, односно споделување со јавноста повеќе ставови и одговори на нашите гледачи. Со истото темпо продолжуваме и понатаму, а ве охрабрувам и посетувам секако сте добре дојдени на Facebook, профилот на Црвена линија, она што ви треба и профилот на Телма телевизија, бидејќи темите ги објавуваме на двата зида. Веќе се пристигнати коментари, продолжете, пишувајте како ви е полесно, дали со вклучување во живо или преку коментар, бидејќи наскоро ќе почнеме и со читање, односно споделување на она што го напишаа нашите следачи на Facebook. Добар ден. Много добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Вие, новинарите, правите големи грешки. Прво, треба да ги персирате судиите кои се недостижни, као што пишувате на као Елиот днес, треба да ги персирате со иницијали, као криминалците. Тие се криминалци, а криминалец... Внимавајте на погрдните зборови. Сега веќе да не навредуваме. Продолжете. А кој ќе го осуди? Тоа е исти као него. И новинарите сакат да ги замолчат. Тоа е. Тоа е се што имате или еве да ви помогнам да ни дадете секако одговори на нашето анкетно прашање, а тоа е следно и веќе го покажеме како изгледа тоа на Инстаграм за останатите. Па еве ви се чини ли дека може да има демократија без слободно новинарство? Нема да има. Нема да има. Добро. Дали е тоа се или имате уште нешто да додадете? Да, тоа е се. Благодарам многу што редовно не следите и учествувате во Црвена линија. А ние продолжуваме понатаму. Подсетувам, продолжете со пишување коментари, особено ако не можете да не добиете на 023070005. Тоа е просторот каде што можете да дадете одговор на нашето прашање. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, Игор, вие ли сте? Јас сум, да. Така, па и во однос на случајот, дали ви се чини дека станува збор за заштита на лични податоци или за молчување на новинарите? Па, вака, Тина, јас размислувам дека заштита на лични податоци, тоа значи податоци што замолчување на новинарите. Па не знам како да го спојам тоа, како да го објаснам. Повелете со прашање. Дали, еве, во однос на случајот, дали треба да се спомнуваат имиња во прилози кои што ги подготвуваат новинари, односно имиња на јавни функционери? Не сме да се збора. Не сме да го зборат. Значи, сметате дека тоа е всушност заштита на лични податоци? Да. Добро. А ви се чини ли дека може да има демократија без слободно новинарство? Па, слободно новинарство е точно. Слободно новинарство е демократија. Тоа е демократија, слободно новинарство. Така, добро, Игор, благодарам што редовно не следите. Останете и продолжете да ја гледате Црвена линија. А како што напоменав, во продолжение ве прифрлам на Facebook. Бидете меѓу оние кои што не следат таму, пишувајте коментари, односно тоа значи да дадете активно учество и во денешната тема, но и во секоја една наредна. На прашањето заштита на лични податоци или замолчување на новинарите, еве што напиша Марко Поло. Злоупотреба на лични податоци е кога без твое представување на прес во некој проект или случај и проследување на истите во најразлични намени без ваша согласност е злоупотреба на личните податоци. Најчесто кај нас е во поголемите маркети, каде за вадење на некоја нивна потрошувачка картичка ги злоупотребуваат за рекламирање на нивните продукти по 20 пати во ден. Истите си ги споделуваат меѓу другите меѓу маркети за некој да ти праќа реклама. Треба ваша согласност, се друго е прекршување.
на закон, новинарите, доколку во нивна сторија без согласност на лицето кое се споменува, не смее да додава никакви податоци, освен иницијали во скратена форма. Се друго може да резултира со кривична постапка. Најсвеж пример е Доналд Трамп, кога му се закани со кривична наводителот на едно шоу, емисија во САД. Добро, благодарам Марко Поло што не следите и што сте активни на Facebook. Ајде да ве слушнеме во живо. Во однос на овој последен случај, ви се чини ли дека станува збор за заштита на лични податоци или замолчување на новинарите? Добар ден. Добар ден, убав ден. Ако сум на линија? На црвена линија сте секако. Поздрав. Поздрав од Охрид. Ајде вака, прво да прашам, дали судиите се јавни личности? Дали кога одат да судат, ставаат маска на лицето да не го видиме нивниот лик? Дали новинарите кога одат да вршат интервју со некого, дали ставаат и новинарите, значи тоа треба и новинарите да не бидат спомнати во ниеден весник, во ниеден медиум, дека извршиле таква разговор со некој се судија или бил јавен обвинител или не знам што. Прво, тие се јавни личности, треба да ги знаеме и не треба да се кријат ниеден позади велото на тајност. Ако е тој, значи, недостапно, ако не смее да се каже, па како он мене ќе ме суди и ќе ми донесе правилна пресуда дека јас сум виновен и дека јас треба да одлежам затвор, да платам казна, да бидам суспендиран од работа. Значи, фактички, кој е моето право, а неговото право, значи, може како сака да играме. Кој судија од нашите суди, кој донел неправилна одлука, а предметот отишол во Страсбург, и од Страсбург ќе ни пратат решение, државата веќе нивното неработење го плаќа државата со илјадници, него со стотици илјади евра нивното неработење. И уште требали да ги криеме. Јас сум за тоа. Никој со ВС, МС, ДС јавно ќе биде секој кој ќе интервјуиран, да биде запишано неговото име. Благодарам. Благодарам и вам. Секако ќе ве потсетам, кликајте на telma.com.mk, пред се да се информирате за вести не само од рамки на нашава земја, туку регионот и светот, се што е актуелно, брзо достапно како податок до вас. Но што се однесува до денешната тема, уште еднаш подсетувам, насловот кој што ви треба е новинарката Лиридона Веселева не е заштита на правдата, туку директен удар врз слободата на медиумите. И што истакна таа, бидејќи се жали на апелацијски суд во однос на пресудата со која е казната со 700 евра за кривично дело, злоупотреба на лични податоци. Бидејќи во новински текст објавила име на судија од Основниот суд во Тетово. Еве што изјави таа. Ова е срамен преседан. Бев казната само затоа што при професионално и јавно известување го спомнав името и презимето на судијата Назиф Илјази, носител на јавна функција, кој донел одлука за пуштање лице од притвор. Ова не е заштита на правдата, туку директен удар врз слободата на медиумите и јасна порака за заплашување на новинарите. Ако изнесувањето факти и именување одговорни лица се казнува, тогаш оваа држава не ја штити демократијата, туку молкот. Вака има изјавено новинарката Весели. А ние во црвена линија и понатаму ве прашуваме заштита на лични податоци според вас или замолчување на новинарите. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер веќе секако. Да. Ова мене повеќе ми личи за замолчување на новинарите. Тие немаат никак во последно време новинарите како ги малтретираат, а судиите, тие се заштитени како бели мечки. Никој ништо не им може. И од денеска се не треба да се да се кажуваат со иницијали А, Б, З, Ч, цело име и презиме, како што беше дадено името на судијата Ѓоко Христов од Неготино. Еднаш да се стави крај на ова самоволие више и никогаш да не се повторува. Они се најнеправедни души. Уште треба да се избркат, а не името да не му се кажувало. Срамота, тоа е жално што се работе.
па сиот народ го оставија на работа од думот. Човеците немат леп да јадат, а они се зимат големи плати. Што да кажувам, за повеќе се нервираме. Благодарам многу за одговорите. Сега што ја верувам и редовно не следите, но и активно сте вклучени во црвена линија. Одиме повторно на Facebook. Вака, сега имаме коментар од Блажо Андонов, но првиот дел ќе го изоставам на она што го напиша од проста причина, бидејќи навистина ве потсетувам да не ги коментирате гледачите кои што се вклучуваат во секоја една црвена линија. Значи, секој си има право, се разбира, да даде одговор, а она што очекуваме навистина од вас да дадете конкретно одговор на она што ве прашуваме. Сега ко Блажо напишал, дал одговор на нашето прашање, заштита на лични податоци или замолчување на новинарите, па и ве што напишал. Новинарството е сериозна професија и новинарот, ако има докази, слободно нека си објави зошто стои со аргументи. Благодарам, Блажо. Ова не потсетува секако во продолжение, се извинувам да напоменеме дека треба секогаш на ум да имате да бидете секако достојни во своето излагање, односно да го држиме културното ниво во црвена линија. Избегнете било какво коментирање на останатите гледачи кои што се вклучиле, бидејќи секој ден е добре дојден. Оно што не е добре дојдено во црвена линија, употребата на навредливи зборови, говорот на омраза и секако говор кој што алудира на насилство. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Благодарам и вам. Вака. Мислам дека го читаше коментарот на овој Марко Поло. Таа е дефиниција кај што едноставно објасни човек. Значи, вака, заштита на лични податоци или злоупотреба. Тоа е доколку судијата бил во јавна парница, значи јавно тој мора да се представи. Со тоа што и име и презиме полно може да се спомне во било кој контекст. Дали ќе биде во известување, во прилог или било како. Доколку има индиции дека може би е во кривична постапка, значи не сме законски никакви, освен иницијали со скратени Б, Д, Б, значи две букви. Ништо поеќе. Се друго е кривично дело. Затоа луѓето, значи, имаат казнени мерки и кога одат на суд, веднаш ги соборуваат. Значи, обештетување ски си бара судијата, поради нивниот дигнитет. Сега, истите тие судови и судиите, јас сум за една работа. Зошто тие се како заштитени бели мечки, фатени се 3-4 до сега, и тоа врвни суди во високи кругови, кај што, значи, тие луѓе треба да бидат со малку поголеми казните. Ако за обичен човек, ако украл 3 кебапи е 1 година, поготово ако истиот судија украл 3 кебапи, значи тој треба година и пол да лежи, пошто тој е примерот и лицето на државата, кој што ја застапува. Така да, ако да има пример суд. Благодарам многу за одговорите. Напомена имете го секогаш во предвид време траењето, 90 секунди се предвидени, така да линијата автоматски се прекинува на 90-та секунда, но еве и до гледачот секогаш сте добре дојдени уште еднаш да се вклучите. Ајде да видиме што напише на Facebook како одговор на нашето денешно прашање, заштита на лични податоци или замолчување на новинарите, Благоја Петровски. Ке го парафразирам Лех Валенса, водачот на Солидарност, Движење за демократски слободи во комунистичка Полска, кој велеше да знаев дека на власт ќе дојдат вакви луѓе како браќата Качински, која гушат демократската слобода, немаше да се борам да падне комунизмот. Порано имало јасни правила што смееш, што не смееш да правиш, а денес мислиш дека можеш да даваат конструктивни критики, а всушност не можеш затоа што порано или подосна ќе те санкционираат затоа што си дал позитивна критика. Добро, благодарам Благоја Петровски за активното учество на Facebook. Пишувајте коментари, но и вртете го бројот 02307 005. Добро вечер, ке рече. Ало, добро вечер, добар ден. Да, еве, кому како одговора, ако речам добар ден, најчесто ми било добро вечер, па еве, ние избираме секако да го слушнеме вашиот одговор на ова наше
денешно прашање. Заштита на лични податоци е кога некое лице не е од јавниот живот, пример, е обичен граѓанин и кога неговите податоци ќе се спомнат, тогаш е оддавање на лични податоци, а не на лице кое врши јавна функција и кој во моментот каде е спомнато неговото име, он во истиот момент вршел јавна функција, значи некое судење, каде што осудил некого за тоа што он дал заклетва кога станал судија. Значи, во случајот јавна личност е човекот и никаде не се прекршени заштитата на личните податоци кај судијата. Значи, во овој контекст треба судијата да го казнат затоа што ја повредил и наклеветил со парична казна новинарката. Значи, не може да се спомне човек кој од јавен карактер и врши јавна функција, он вршил судење, он не бил на свадбата, новинарката спомнала за свадбата приватност, значи она спомнала за тоа што судењето е дел од неговата работа. Таа работа не врши во јавна институција, каде што сите треба да бидат запознаени. Не разбирате што се накажам. Значи, тука нема кршење на личните податоци. Значи, новинарката е во право и тие треба да ги вратат парите и да го казнат тој судија, деки не може, ако е он судија, па не може он да прави што сака, а не може како до човек, како има по 4-5 евра плата. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со нас. Подсетувам, кликнете и на telma.com.mk и во однос на овој случај и темата за која што денес си дискутираме со вас, ке подсетиме дека на оваа присуда од Основниот суд Гостивар реагираше и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, која соопшти дека изразува сериозна загриженост, оценувајќи дека ваквата одлука испраќа негативна порака во однос на слободата на изразување и медиумските слободи. Почитувани, заштита на лични податоци или пак замолчување на новинарите? Како ви се чини? Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете. Така, лично како да кажам, па видите, замолчување. Значи, многу луѓе кажава и јас се сложувам. Значи, не можете вие да бидете јавна личност, плюс тука податоците се со име и презиме. Значи, податоци со матичен број или што ти знам другите декларации, веќе е тоа друго. Меѓутоа со име и презиме јавна личност. Па ти кога си дошол тука јавна личност, значи ти сегдека тој судија сегдека го има во решенја што ти знам таму и ред други работи, значи него го знаат. Сега кажала јавно. Значи, ако не се новинарите, ние ништо нема да знаеме. Значи, новинарите се тие што го известуваат народот и што народот може нешто да дознае. Меѓутоа, не можете вие вака да се декларирате, еве ја кој сум судија и чекај сега ти ќе видиш, значи јас сум власт, ја можам да те казнам, зашто си го направила тоа и тоа. Не е во ред. Да ви кажам, ова е голема закана и непочитување према една личност која си ја врши својата функција. Значи, и се работи да нешто што е кажано точно. Значи, тоа е точно што го направил судијата, што кажала господјата новинарка, и значи, кога нешто, она со аргументи, значи, она има доказ, она тоа не го кажала памет, направил вако и вако нешто, она сигурно знае, ако нешто не е во ред, дека законски ќе треба да одговара. Таката, овие што се јавни личности, малце нека се сигнат на земја и... Благодарност за учеството. Внимавајте само на времето, 90 секунди. Во продолжение одиме повторно со нов коментар. Заштита на лични податоци или замолчување на новинарите? Еве што напиша Јовица Јовевски. Читајте закони. Согласно член 13 став 1 од Законот за судовите, судските одлуки се изрекуваат во име на граѓаните на Република Македонија. Кога некој донесува одлука во мое име, односно во име на граѓаните, граѓаните треба да знаат со име и презиме кој донесува одлуки во нивно име. Така да апсолутно е во ред објавувањето на името и презимето на судијата од страна на новинарката. Благодарам, Јовица Јовевски. Ако не следите во моментот, продолжете да ја гледате Црвена линија. А ние продолжуваме со вас во живо. Добро вечер.
Ајде да видиме дали во продолжение. Секако една многу важна напомена, потрудете се и да реагирате кога ќе ве вклучат од режија. Неретко се случува, можеби од тука и се тие паузи, бидејќи не се намалува тонот на телевизорот, па немате увид дека сте веќе вклучени и со нетрпение очекуваме да ве слушнеме. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Ете, тоа е она за што зборувам, па дури и практично се демонстрираше како изгледа кога нема да го намалиме тонот на телевизорот. Заборавете на тонот на телевизорот, секако не заборавете на користење интерфон и спикерфон. Едноставно како да сте не побарале само телефонски. Вртите 02-307-005 и секако зборуваме само преку слушалка. Ајде да видиме дали ќе имаме успешна конекција. Добар ден. Добро вечер. Јас мислам дека со оваа постапка на судијата е нарушено општо земано новинарството во Македонија. Значи, новинарите не смеат слободно да се изразуват, да кажуват онака како што треба и не треба никакви иницијали да се поставуваат на судиите, него директно со име и со презиме кои ја донелу пресудата за било што. Они се јавни личности и нивните лични податоци треба да се изјаснуваат јавно. На овој начин веќе слободата на новинарството во Македонија се намалува. И така демократија нема многу во Македонија, а новинарството е пенќе го до толчат. Значи, работата е во тоа што новинарството, ако не е, граѓаните не можат да бидат обавестени за многу случаеви што се случуваат во нашата држава. И ако и се сопре на новинарите да објавуваат разни податоци што се случува во оваа држава, тогаш народот нема ништо ни да разбере, ни да чуе и ќе си тера како ништо да не се случило. Значи, работата е... Благодарам за одговорите. Ева што напиша Горица Котевска. До вчера бил и од утре обичен човек. А во продолжение одиме со реклами. Па да погледнеме како изгледаат денешните резултати на нашата Инстаграм анкета. Заследете на Црвена линија Телма телевизија и од утре бидете вие дел од оние кои што активно учествуваат во нашите анкети. За денес прашањето беше: може ли да има демократија без слободно новинарство? Со да одговорија 21%, а со не одговорија 79%. Почитувани, благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Сега утре нова тема, нови дискусии токму со вас. Останете со Телма телевизија, имајте убаво попладне и информирайте се секогаш на telma.com.mk. Довидување од мене.